Јас највеќе за сарма, кисела зелка си ставам и за расолница да си имам за пиење. Ама па ќе направиме она земјана каленица, расолница па сува пиперка на дрва, ширка и гајле нема. Почна ставањето на зелка уште пред празникот Митровден. Граѓаните од вчера навалија со купување. Секој ја подготвува на свој начин. Најпрво се вади кочанот, се става сол, се чува неколку дена и се дотура вода. Но од неа се прави вкусна расолница, сарма, салати и други зимски специјалитети, кои се полезни за сите, особено за повозрасните. Продавачите велат дека зелката годинава е родна и побарувачката расте секој ден. Граѓаните додаваат домашната кисела зелка е незаменлива на зимската трпеза. Ние зелката, јас на мој начин ќе си кажам, за другите не знам како. Ќе ја изрежам згоре кочано, знае се кочано што е, и у секој кочанче, нели има провалено, нели тоа, по една рака сол ставам и ја наредам у бурот и одгоре па една рака сол ставам две, стојат 2 дена. Така, со сол сам. После вода го допунам бурето, сега сол ќе си ставам, јас викам колку што треба додека да се растопи таа сол и си пробам. Ако не ми е солена расолницата, водата што е, дотурам си сол, ама тоа треба да текна таа недела. И од мамуруска едно клашче изронам ги зрната за да не се растрга расолницата. По корисна е него соковите со разни концентрати. Кочано се извади. Стаеше сол. Кочано кога го извадеш, солта се става у кочано и наредеш ги доле зелките и прснеш па оше сол и врзни па други зелки се така догоре, напунеш го бурето и чекаш 4 дена солта да се стопе. После да повлече зелката, после вода се става. Водата која стаеш и расолница. Одма за пиеш расолница убава краса. Тоа се секој ден саба или вечер пием. Много убаво е. Тоа е чист витамин С. Користите често? Често. Ја на тараста го чувам бурето, јас сум од зградата тука. Треба вај месец да мине готово. Ке се става, ама по-нанатък сега не става. Некој зимат, да, ама там около Митровден, по Митровден. Да, уште малку. Продавачот Никол Чоманчев од селото Ракитец, општина Конче, објаснува дека добрата зелка најпрво излегува од добрата почва, а потоа следи препораката истата да не се прска. Тој ја продава по 30 денари. Местото, нивото, почвата, битно е да не се прска. И да биде сортата фрутушка, мека. А има таа што е тврда една. Семето ми го даде од неготино пријател. Искусен, вика се и пробај. И да биде старото семе. Не да биде хибридни. Има хибридни тежа на зелка. 7-8 кило, ова е лека. Купуват ли луѓето? Купуват. Кој знае, зимат. Тие трговци сега дават 50, 40, јас моја 30. Се се ми пријатели. Природно домашно? Природно домашно знаат. Инаку граѓаните ја купуваат во вреќи и ја носат дома, за да ја приготват дури дојде зимата. Зелката е неизбежна во зима, додаваат анкетираните, бидејќи од неа прават многу вкусни традиционални македонски јадења.